Започнуваат вестите на Канал 8. Добар ден. Министерството за труд и социјална политика пред работодавачите од Кочани ги представи активните мерки и програми за вработување. Информативна средба беше организирана и со младите невработени од општината. Представници од Министерството за труд и социјална политика, од Агенцијата за вработување и од Националниот совет за предприемништво и конкурентност во Кочани ги презентираа активните програми и мерки за вработување. На форумот што со работодавачите се одржа во салата на Советот, беа представени искуствата од досегашната примена и идентификување на проблемите и потребите на бизнис заедницата за јакнење на соработката во планирањето и имплементирањето на политиките за вработување на локално ниво. Денешна наша тема ќе биде презентирање на оперативниот план за вработување за активни мерки и политики, чија основна цел е активација на пазарот на трудот, како и зголемување на вработеност. Преку зголемување на поборувачката, усогласувањето на понудата и поборувачката, како и намалувањето на сивата економија. Исто така цел на овие форуми се да го приближиме приватниот со јавниот сектор, односно релевантните институции кои што се занимаваат со креирањето на активните мерки и политики за вработување. На присутните работодавачи од малите и средни предпријатија од општината им беа презентирани 4 активни мерки за вработување: програмата за самовработување, финансиската поддршка на правни субјекти за отворање нови работни места, субвенционирањето на вработување и програмата за субвенционирање на практиканството. На форумот беше речено дека секоја од мерките предвидува стимулирање на работодавачите со финансиски средства согласно програмата во период од 3 до 6 месеци, како и овозможување поволни кредити за фирмите со каматна стапка од 1% и висина на кредитот до 15.000 евра. Во рамки на представувањето на активните мерки и политики за вработување, во работниот клуб на Агенцијата за вработување во Кочани пак се одржа инфосредба со младите невработени од регионот. На средбата беа представени активните мерки за вработување на различните целни групи, кои се опфатени со имплементацијата на годишните оперативни програми и мерки, а чија цел е да придонесат за намалување на невработеноста на локално ниво. Според податоците од Агенцијата за вработување, бројот на невработени во Кочани во изминатиот 12-месечен период се зголемил за околу 25%. Со тоа нашата општина и понатаму останува на врвот според невработеноста во источниот регион. За над 800 лица се зголемил бројот на оние кои бараат работа во Кочанскиот регион за периодот од септември минатата до истиот месец оваа година. Со ова, според евиденцијата на Агенцијата за вработување, Кочани и понатаму го држи неславното прво место во источниот регион според стапката на невработеност. На почетокот од октомври лани имало близу 2800 лица кои бараат работа, но во меѓувреме за период од една година тој број скокнал на над 3600. Со тоа елиминиран е ефектот од трендот на минимално опаѓање на невработеноста, што беше карактеристичен во претходниот период. Ваквите бројки покажуваат изедначеност на регистрираните пријави за заснован работен однос и вкупниот број невработени што се евидентирани. Податоците од агенцијата покажуваат дека на крајот од септември годинава биле регистрирани 3566 пријави за заснован работен однос, од кои само околу 1000 се од евиденцијата на невработени. Околу 60% од лицата што се вработиле се ангажирани на неопределено време, додека останатите се сезонски работници или со ангажман до една година. Многу повеќе лица нашле работа иако не биле во евиденцијата на Агенцијата за вработување, односно околу 2600 невработени го решиле вработувањето иако не се пријавувале редовно во агенцијата. Анализата на структурата на невработени според степенот на образование покажува неповолни резултати. Исто како и минатата година, се уште без работа е едно лице кое има звање доктор на науки, а дури 20 се стекнале со магистерска титула, но и понатаму се во евиденцијата на невработени. Најмногубројни, над 1400, се лицата без образование или со завршено основно училиште. Без работа се и околу 1000 среднисти, а не заостануваат ниту оние со завршено висше или високо образование, затоа што 480 од нив се обидуваат да најдат работен ангажман. Компанија Моневи го трансформира градскиот базен во современ спа центар. Таму извесен период се одвиваат градежни активности, а првата новина ќе биде ноќниот клуб што ќе биде отворен пред Нова година.
Комплексот на градскиот базен во блиска иднина ќе прерасне во модерен спа центар. Таква е долгорочната визија на компанија Моневи, која почна да реализира својата инвестиција уште во првата половина од тековната година, откако ги закупи базенот и дискотеката на подолг период. Центарот полека почнува да ги добива контурите. Во моментов главните работи се одвиваат на приземјето од објектот, каде се работи на подготовка на просторот за новиот ноќен клуб, што треба да биде отворен веќе следниот месец. Сега отпочната работа на постоечкиот бег со долниот спрат се праве и ќе се отвара ноќен клуб, кој ќе го поддржува на комплет понатаму целиот објект. Ноќниот клуб ќе биде во функција, планираме за отварање од 15 декември. Биде отварањето, со тоа што ќе работи од 10 часот вечерта до 4 часот наутре. Од почетокот на февруари месец планираме да исто е во план за другата позадина, другиот дел од веќе постоечкиот објект да се направи тераса. Исто дел од неа ќе биде покриена со тоа што ќе ја поддржи дневната и вечерната шема. Од затворањето на летната сезона на 8 септември годинава започнаа работите на проектот што целосно треба да биде заокружен за околу 2 до 3 години. Проектното решение за спа центарот го изготвува бугарска фирма која веќе почна со работа. На проширување на новите содржини ќе се работи од јануари 2015 година. Делот малите два базента ќе бидат покриени со тоа што првиот базен ќе биде ископан, ќе бидат со нова филтрација, ќе биде на температура до 37 степена, од кој вториот базен ќе биде покриен за да се користи 12 месеца во годината. Треба да израсне во еден модерен спа центар во кој што ќе се одржи сауна, джакузи, топла бања, турска бања, фитнес сала. Целосниот проект вклучува комплетно менување на досегашниот лик на комплексот. Почнувајќи од објектот што 20 години беше оставен како карабина, кој освен дискотеката и летната тераса ќе содржи и 5 соби за ноќевање. Потоа ќе биде поставена нова поголема сцена за живи настапи, подалечниот шанк ќе биде отстранет, а таму ќе биде дислоцирано детското калче. Природното богатство, геотермалната вода во Кочани за прв пат се ползува во развојни цели. Спа центарот ќе биде атрактивен и за гости од страна, затоа што бањскиот туризам е се попопуларен, а неговата предност е што трае 4 сезони. Во судир на товарно и патничко возило кај селото Крупиште повредени се 2 лица од Кочанско. Во несреќата е причинета и материјална штета кај возилата, а против причинителот полицијата ќе поднесе соодветна пријава. Само материјална штета со телесни повреди и без загубени човечки животи е билансот од сообраќајката на магистралниот патен правец Штип-Кочани. Несреќата се случила во средата околу 20 часот и 30 минути на крстосницата кај штипското село Крупиште. Во критичниот момент 21-годишниот БА од Кочани, кој управувал товарно возило марка Volkswagen Caddy, од засега непознати причини, возејќи во ист правец со автомобилот марка Mitsubishi со швајцарски регистерски таблички, удрил во него. Освен оштетувањето како последица од силниот удар, со телесни повреди се здобиле двајцата патници од автомобилот, а возачот, 58-годишниот ДС од Зрновци, останал неповреден. На местото на настанот е извршен увид, а против причинителот на несреќата, според информациите од Штипската полициска станица, ќе биде поднесен соодветен поднесок. Стигнуваат пораки на граѓаните дека имаат закажано преку мој термин на некоја од клиниките во Македонија, а пациентот никогаш немал потреба за таков преглед и не закажал за вршење преглед на таа клиника. Кочанци не се поштедени од стигнувањето погрешни пораки. И кочанци си имаат проблем со стигнување пораки на закажан термин за преглед, а воопшто никогаш самиот тој пациент не бил пратен или воопшто и немал потреба од таков или сличен преглед на таа клиника. Еднаш или два пати да се добие порака по грешка е во ред, но повеќе од 10 или 20 пати да стигнува порака дека има закажано преглед на разни клиники низ Македонија е абсурд, велат граѓаните, и додаваат дека тоа ги вознемирува и им пречи.
Тоа не е грешка на локалната болница, туку во функционирање на системот во самата држава, кој не само за пораките, туку и функционално не се покажа баш најдобро. Оти низ повеќе клинички ходници се создаваат редови од нервозни граѓани и лекари, поради блокада на системот, кога не може да се издаде електронски упат. Во Кочанската општа болница мој термин засега функционира добро, вели директорот на болницата Дејан Апостоловски и додава дека најмногу прегледи има регистрирано на интерно и хирургија. Понатаму следуваат ортопедија, гинекологија и детско. Мал процент од пациентите не се јавуваат на закажаниот термин, вели Апостоловски. Повеќето се прегледани навреме. Инаку, итните случаи се прегледуваат без упат или се закажуваат многу побрзо отколку вообичаено со приоритетниот упат. Согласно законот, лекарот е должен најдоцна за 7 дена да му изврши преглед на пациентот со приоритетен упат. Општина Виница распиша јавен повик за пријавување на заинтересирани кандидати кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од општина Виница за посетување на обука за полагање испит за добивање меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик. Предмет на јавниот повик е пријавување на заинтересирани кандидати кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од општина Виница за оваа дејност, за посетување на обука за полагање на испит за добивање на меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик на ниво А1 според заедничката европска референтна рамка за јазици на Советот на Европа. Обуката за полагање испит за добивање на меѓународен сертификат за познавање англиски опфаќа посетување на предавање кое ќе го вршат професори по англиски јазик. Ке содржи 80 часови, односно 40 блок часови на ниво А1. За заинтересираните пријавени кандидати во дадениот рок, трошоците за обука ќе бидат преземени од страна на општина Виница. Во општина Виница имаме регистрирано околу 9 правни субјекти кои вршат автотакси превоз на патници. Имајќи во предвид дека овие правни субјекти располагаат со 2 или 3 патнички моторни возила со кои го вршат превозот, се надеваме дека на овој јавен повик кој го распиша општина Виница за учење на англиски јазик за такси превозниците би требало да се пријават по наша процека некаде околу 30 автотакси превозници. Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани кандидати кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од општина Виница за оваа дејност, а ги исполнуваат условите да не бидат постари од 62 години и да се вработени како такси возачи. Тие пак генерално ја одобруваат оваа идеја за вршење обука од страна на општината. Па добро, треба да научиме странски јазик, треба да знаеме англиски, да познаваме и тоа ни стил на работа. Кога ќе дојде некој тамник да може да комуницираме после тебе и добро тоа што е без пари. Ако е општо така без пари, тоа е добро од општина Виница. Па возили сме Турци, па и други по некои, с некои се разбереме, с некои не. Им треба ти се полага. Па ќе учиме, тешко не тешко. Пријавите можат да се достават во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот, а се доставуваат директно во писарницата на општина Виница со седиште на улица Белкамен број 13. Со обука ќе се отпочне во наредните месеци, при што сите пријавени кандидати ќе бидат известени поединечно. Слаб одзив на земјоделците за аплицирање за јавниот повик за користење на средствата од ИПАРД програмата, бележи Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството во Окочани. Од таму потсетуваат дека јавниот повик трае до 10 декември. Целта на ИПАРД програмата е преку соодветни мерки за подршка на земјоделството и руралниот развој, да се подобри конкурентноста на земјоделското производство и земјоделско-прехранбениот сектор, преку нивно усогласување со стандардите на Европската Унија и постигнување одржлива животна средина и социоекономски развој на руралните средини, преку потикнување на економската активност и зголемување на можностите за вработување. Јавниот оглас излезе на 27 октомври, а ќе трае до 10 декември, потсетуваат од агенцијата. Заинтересираноста на земјоделците е така, на средно ниво. Имаме неколку земјоделци кои дојдоа, се интересираат, некои ги подигнаа папките со документите, се во процедура на набавка на потребните документи,
а ние сме, значи, како агенција на располагање на крајот, кога ќе ги соберат сите документи, да го изготвиме потребниот технички проект, да ги пополнеме потребните барања. Од агенцијата потенцираат дека ИПАРД програмата не ги опфаќа житните култури, туку се покриваат други сектори. Тоа е лозарството и овощарството, градинарството, производството на месо и млеко. Во делот на лозарството и овощарството минимална потребна површина која што треба да ја поседува земјоделецот е 3 декари. Во градинарството на отворено е да има 3 декари, тоест 2 декари, а под пластеници 3 декари најмалку. Да кажеме во делот на сточарството, значи треба во делот на молзните крави најмалку 5 молзни крави да поседуваат, молзни кози најмалку 30, молзни овци најмалку 150. Во делот на производството на месо, свињи најмалку 100, маторици 10 најмалку, бройлери најмалку 3000. Мерките 101, 103 и 302 се мерки кои се застапени во ИПАРД програмата. Мерката 101 ги опфаќа инвестициите во примарното производство, 103 инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските производи и 302 за диверзификација и развој на руралните економски активности. Зголемена е поддршката од предпристапната компонента на ИПАРД, велат од Агенцијата за земјоделство во Кучани. Се движи од 50 до 75%. За живинарството ИПАРД програмата поддржува инвестиција од нула. Сите други инвестиции се на постоечко земјоделско стопанство. Од Агенцијата за потекнување на развојот на земјоделството ја истакнуваат новината во врска со поддршката од предпристапната компонента на ИПАРД, а тоа е дека е зголемена и се движи од 50 до 75%. Се работи за грантови кои можат да се движат од 50% па до 75%, тоа е сега новина, значи поддршката од предпристапната компонента, позната како ИПАРД, е зголемена, значи оди до 75%. Тоа е така ако се работи за млад земјоделец, фармата или местото на инвестиција да се наоѓа во ридските подрачја, или ако има некои непогоди кои што ги проценува комисијата, ќе дојде до враќање на средствата до 75%, а другите 25% ги покрива владата. Што се однесува за живинарството, ИПАРД програмата поддржува инвестиција од нула. Сите други инвестиции се инвестиции на постоечко земјоделско стопанство. Овде припаѓаат, значи, надградба, доградба, набавка на машини, приклучна механизација, а додека во живинарството се признава инвестиција од нула. Значи, на, како што велат тие open field, на отворено поле, може да се изгради кланица или живинарски капацитет. Овде се признаваат максимум и до 3 милиони евра, може да изнесува инвестицијата. Минималната инвестиција за ИПАРД програмата е 3000 евра. Предвременската прогноза 200 проследете спортската информација. Се уште не се почнати надпреварите од меѓуопштинските лиги за учениците од основно образование. Оваа година се планира да се зголеми бројот на спортските дисциплини. Футсал лигата и оваа година ќе стартува прва, а кратко потоа ќе се активираат и кошаркарската и ракометната лига. Лигата во мал фудбал почнува на 28 ноември, со што ќе бидат отворени училишните спортски надпреварувања. Оваа година училишниот спорт треба да биде збогатен за уште една спортска дисциплина од бојката. Во училишните лиги се надпреваруваат ученици и талентирани спортисти од 5 основни училишта од општина Кочани, како и од училиштата од општините Чешиново, Блешево и Зрновци. Сите училишта имаат пристојни услови за одржување на наставата по спорт. Сепак најдобри услови во моментот, за разлика од минатите години, има училиштето Никола Карев, кое со изградбата на новата спортска сала и обезбедените реквизити создаде одлични можности како за исполнување на наставниот план, така и за спортување вон училишните содржини. Конечно започна и изградбата на спортската сала во основното училиште Крста Петков Мисирков во Оризари. Надпреварувањата се поделени во конкуренција на момчиња и девојчиња, со исклучок на фудбалската лига во која се надпреваруваат единствено машки екипи. Надпреварувањето традиционално завршува кон крајот на учебната година.
Тогаш локалната самоуправа ги доделува наградите за најдобрите екипи, како и за најдобрите поединци. Најдобрите екипи во општински рамки продолжуваат на регионално надпреварување каде се борат за учество на државниот надпревар. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.